Од денеска според податоците од Институтот за јавно здравје во земјава се регистрирани вкупно 38 случаи на западно-нилска треска, 36 потврдени и 2 веројатни, од кои 37 во Скопскиот регион, а 1 во Велес. Со вчерашниот ден имаме 38 случаи на западно-нилска треска, 36 потврдени, 2 во процес на потврдување, 4 починати за жал. Само во последната недела, значи меѓу двата пресека кои ги издава Институтот за јавно здравје во нивните неделни извештаи за западно-нилската треска, имаме 12 нови случаи. Во изминатата недела пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи 3 нови смртни исходи, поради што во општините Киселавода, Газибаба, Аеродром и Бутел се преземаат мерки за контрола на комарците. Прескањето е важно, меѓутоа не е единствено важно. Личните мерки, персоналните мерки се исто така значајни. Можам да апелирам до општините да се ги проверат и хидрантите и другата водоводна опрема, бидејќи знам има потреба од една страна да се наводнува, ама мораме да пазиме да тоа наводнување биде без создавање на нови застоени водни површини. Како е да е, ќе го имаме планот и ќе продолжиме со активностите. Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини, а се спроведува и кампања за СМС информирање на граѓаните. Од вчера почнавме од Петровец, преку Газибаба се испратени 6526 СМС пораки и ќе се испратат уште 31.000 СМС пораки во овие таргет општини. Во СМС пораките има линк за упатство за лична заштита и до сега од информациите од мој термин 70% од граѓаните го отвориле линкот. Министерството за здравство продолжува со засилени активности за информирање и заштита на населението во општините зафатени со зголемено присуство на случаи на западно-нилска треска, паралелно со редовните мерки за контрола на популацијата на комарци. ВМРО ДПМН денес открива дека 88,8% од производството на струја во април било домашно и дека државата ја намалува зависноста од увоз. И покрај тврдењата на опозицијата дека електричната енергија ќе поскапи за 5%, реалното зголемување изнесува 2,28%, што е меѓу најниските стапки на зголемување во Европа. Истовремено, со нови законски решенија се отвора можност за намалување на цената на електричната енергија за домакинствата за 5 до 10%, а со преземените мерки за субвенционирање на електричната енергија директно се заштитува стандардот на граѓаните и се спречуваат ценовни шокови за домакинствата. Стои во денешното соопштение на ВМРО ДПМН. Од СДСМ денес предупредуваат дека следната година ќе биде кризна со храна поради недостаток на вештачко ѓубриво, но дека власта нема стратегија за предстојната криза. Македонија веќе ја живее својата верзија на оваа криза. Не утре, сега. Земјоделците повторно преговараат за цена што едва и го покрива трудот. Откупот на пиперката се реши дури откако кризата излезе на јавност. Мицковски потоа изјави дека се тече според очекувањата. Тоа е истата шема. Прво хаос, потоа договор во последен момент, потоа пресконференција дека проблемот е затворен. Земјоделецот што го произвел родот не живее од изјави, живее од цена, рок на откуп и исплата. Велат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Универзитетот Гоце Делчев Штип го отвори првиот уписен рок, а студентите ќе имаат можност да аплицираат на една од 47-те акредитирани студиски програми на 12 факултети и 3 академии. Вкупно ќе може да се запишат 3300 студенти. Согласно конкурсот за академската 2026-2027 година, имаме вкупно 3341 слободно место, од кои што 1629 припаѓаат на квотата на редовни студенти, а останатите се резервирани за студентите кои што ќе студираат вонредно и за оние со кофинансирање. Од УГД појаснуваат. Самиот процес на аплицирање се одвива во две фази. Имено прво, тие поднесуваат електронска апликација преку нашиот систем за електронски уписи,
а потоа во вториот шекор ги носат своите документи во физичка форма и ги доставуваат на едно од уписните места на универзитетот, кои што се лоцирани во Штип, на правниот факултет. Имаме уписно место во Струмица, во Гевгелија, во Кавадарци и во Скопје. Иако формално уписот започна денес, системот за електронски упис констатира: Со задоволство можам да констатирам дека оваа година навистина имаме зголемен интерес за студирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Стандардно најмногу интерес има на Факултетот за медицински науки, имаме голем интерес и за општествените науки, пред се за економскиот и за правниот факултет, за Факултетот за туризам и бизнис логистика и така натаму, но интерес имаме и за техничките науки. Тука имаме најголем интерес за Факултетот за информатика, Факултетот за природни и технички науки, земјоделскиот и така натаму и така натаму. Интересен момент е што поголем дел од пријавите за идните студенти ги поднесуваат нивните родители, бидејќи младите во текот на летото се на сезонска работа во странство. Документите на мојата ќерка ги донесувам тука, она е моментално на работа у Хрватска, затоа јас ги донесувам. На кој факултет? Филолошки факултет на англиски ќе запишам. Зашто токму УГД? Па тука ни е најблиско, ние сме од Радовиш блиско, ние и за това. Скопје ни е малце подалеко и ценем дека е добра наставата тука. На медицински. Да. Зашто одбравте токму УГД? Зошто Штип го бравме? Да, УГД. Така се одлучи ќерката. За музичка академија факултет, теорија на музика смер. Па имам желба тук. Значи имам желба тук. За оние кои од било кои причини ќе го пропуштат првиот уписен рок, Универзитетот Гоце Делчев Штип нуди алтернатива. Универзитетот Гоце Делчев во Штип организира и втор и трет уписен рок. Вториот уписен рок ќе биде на 3 и 4 септември, а третиот уписен рок ќе се спроведе на 16 и 17 септември. Сите приговори УГД ќе ги прими на 27 август, а конечните ранглисти ќе бидат објавени на 31 август. Уписите ќе бидат од 1 до 3 септември. За странските студенти е определена квота од 30%, што значи дека од нив годинава ќе бидат запишани околу 1100 студенти. Огромна е штетата за учениците од Долни Балван ако останат да учат во истото училиште, смета министерката за образование и наука Весна Јаневска. Ова изјава следува по неколку иницијативи на родителите на 13 деца од оваа средина, кои се противат наставата тие да ја продолжат во училиштето во Таринци. Во прашање е начинот на кој живеат и учат децата. Децата не може да живеат изолирано во одредени средини, со одредени норми, со одредени стереотипи и да учат повеќе ученици во комбинирани паралелки. Ако мора и е неопходно да ќе учат во комбинирана паралелка, ако селото се наоѓа на 30, 40 или 50 километри оддалечено од другото најблиско училиште. Но ако тие се на 2 до 3 километри оддалечени од другото училиште, децата треба да се социализираат, постојано го направам, го повторувам ова. Значи да стекнат други видици, кај нив да се побуди мотивација за учење, кај нив да се побуди некаков натпревар за достигнување, да чујат различни мислења, па конечно да видат и друг различен објект, да видат смарт табла, да добијат таблет од општината, нешто што е различно од живење на 5 деца кои се во 3 различни класа, а се сместени во едно одделение. Штетата за нив е голема. Министерката Јаневска со најава. Сметам дека општината, но и ние како министерство ќе направиме напори да се сретнеме со родителите и со наставниците, за да го ја објасниме основната причина. Доколку мислам, нели, дека доколку родителите разберат за што станува збор, дека конечно ќе прифатат на 2 километри да се ги однесат своите деца за да учат во подобри услови. За Јаневска, аргументот дека селото без училиште ќе остане без млади семејства не е добар. Оправдувањето дека ако се затвори училиштето ќе пропадне заедницата не е оправдано, тој оддалеченост од 2-2,5 километри не е причина за пропаѓање на било која заедница. Значи, повторувам, во прашање се децата и добробит на децата. Како и да е, многу пати сум рекла дека насилно ништо не правиме. Се ќе оди во договор со општините, Министерството дава предлог.
секој оди во договор со општините и секако со родителите. Освен што сегашното училиште во Долни Балван нема соодветни услови, клучен проблем е статиката на градбата. Таа е сериозно нарушена и огромен ризик и за учениците и за вработените, податок кој досега за родителите беше непознат. Поради ова, изгледно е дека одлуката за оптимизација ќе биде прифатена, а наставата за споменатите ученици ќе продолжи во селото Таринци. Дури 18 членови на црногорската влада, вклучувајќи го и премиерот Милојко Спајич, не дале согласност Агенцијата за борба против корупција за контрола на нивните банкарски сметки, пишува Подгоречки дан. Иако давањето таква согласност не е законска обврска, туку опција што им е ставено на јавните функционери, прашањето за пристап до банкарските сметки повторно ја отвори дебатата за нивото на транспарентност на носителите на највисоките државни функции во Црна Гора. Според законот за спречување на корупција, функционерите се должни да го пријават својот имот и приходи, додека посебната согласност што ја овозможува на Агенцијата за борба против корупцијата да врши увид во банкарските сметки е доброволна. Министерот за финансии на Република Србија Синиша Мали на пресконференција по седницата на Социјалниот и Економскиот совет на која се разгледуваше износот на минималната плата за 2027, рече дека предлогот на владата е минималната плата да се зголеми од 64.554 денари на 70.470 денари и додаде дека ова е последниот чекор во остварувањето на целта во програмата Србија 2027 до крајот на следната година. Минималната плата во Србија да изнесува 650 евра. Мали рече дека во 2010 и 2011 минималната плата во Србија била 15.700 денари и дека само во последните 24 месеци номиналното зголемување на минималната плата изнесувало 49,4%, а кога ќе се извади инфлацијата, таа изнесувала 33,5%. Премиерот на Бугарија Румен Радев изјави дека оваа година имало многу помалку пожари предизвикани намерно и поради небрежност. Нашето општество е се повеќе свесно дека е должност на секој од нас да ја заштити природата и имотот, рече Радев. Јужна Европа гори, пожари има кај соседите, а пожарите се зголемуваат, рече Радев. Тој истакна дека и покрај рекордните температури и продолжената суша, досега немало разорни пожари во Бугарија. Според премиерот, ова не е некоја среќна случајност, туку пред се резултат на интензивната превентивна работа на сите вклучени во борбата против огнената стихија, како и на зголемената свест и одговорност на целото бугарско општество. Доставата на втората серија од 8 американски ловци F-16 Блок 70 во Бугарија повторно е одложена и сега се очекува во вториот квартал од 2030 година. Ова е доцнење од речиси 2,5 години во споредба со првичниот рок од 2027 година. Lockheed Martin објави дека имало тешкоти во производството во фабриката во Гринвил. Бугарија ги доби првите 8 ловци F-16 Блок 70 од САД минатата година и плати околу 1,12 милиарди евра за нив. Како што објавија бугарските власти во тоа време, од подпишувањето на договорот во 2019 година, околу 153 милиони евра се издвоени за надградби на инфраструктурата, а 49 одделни инфраструктурни проекти се спроведени за да се обезбеди правилно функционирање и складирање на авионите. Од денес улицата Борис Кидрич во Штип повторно сообраќајно е функционална. Поставен е првиот асфалтен слој, откако претходно од страна на јавното претпријатие ИСАР, улицата темелно беше подземно реконструирана. Оваа улица е рак рана за општина Штип, затоа што во минатите децении, да кажам, имало чести дефекти на водоводната мрежа, чести прекини во водоснабдувањето заради дефектите на водоводната мрежа, чести прекупи на истата улица и секогаш кога била третирана, била површински третирана со цел да биде во функција, да биде прометна, но никогаш претходно никој не одлучил темелно да навлезе на овој опфат и да биде целосно реконструирана улицата со промена на подземна инфраструктура и надземно третирање. По нанесувањето на првиот асфалтен слој, улицата ќе биде сообраќајно активна. И во текот на денот истата улица ќе биде веќе функционална, а во следните неколку денови ќе биде поставен и вториот асфалтен слој и со тоа улицата Борис Кидрич
ќе биде комплетно завршена со реконструкцијата која ја предвидовме за неа. За оваа инвестиција општина Штип издвои 12 милиони денари со прва фаза подземна реконструкција и втора фаза двослојно асфалтирање на улицата. Иако реконструкцијата беше завршена пред рокот, Јорданов им се обрати на граѓаните. Сакам да се извинам на граѓаните на општина Штип, кои беа приморани во изминатите 3 недели да не ја користат оваа улица заради реконструкцијата со која што се опфаќаше истата улица, да се заблагодарам за трпението. Освен за граѓаните, Јорданов со порака и до опозицијата. Сакам да и порачам дека во наредните 3 години градот ќе биде реконструиран како никогаш досега. Затоа што тоа што не можеле тие заедно со многу пред нив 50 години да го направат, јас ветувам дека за 3 години целиот град ќе го реконструираме. Ќе гледаат уште многу раскопани улици, уште многу работа, уште многу асфалтирање, уште многу паркови, уште многу катни гаражи. Затоа што граѓаните на општина Штип плаќаат данок и ова се пари на граѓаните кои треба да се вратат во форма на проекти, во форма на работа и во форма на реализација. Тоа што пред 50 години не сме го гледале и овие улици кои денес ги реконструираме се со инсталации од пред 50 години, нема да биде случај и денес, но и во следните денови покажуваме и докажуваме дека на дело го сакаме Штип. Хаварисани, дотраени и нерегистрирани возила, како и земјоделска механизација, оставени на јавни површини, го нарушуваат комуналниот ред во Штип. Комуналните инспектори најавуваат вонредни инспекцијски надзори и санкции за прекршителите. Во насока пак на остварување на економичност на постапката, ги информираме субјектите кои што сториле ваков прекршок дека доколку не го отстранат истиот, согласно Законот за комунални дејности се предвидува и парична глоба за непочитување на одредбите од одлуката за комунален ред на општина Штип, која што глоба изнесува 50 евра во денарска противвредност со можност за порамнување, односно намалување на глобата доколку сторителот ја плати истата во определениот законски рок од 8 дена. Од почетокот на годината на територијата на општината се регистрирани околу 80 вакви возила. Но, што следува откако инспекторите ќе утврдат дека возилото е оставено спротивно на одлуката? До сега од почетокот на годината имаме евидентирано некаде околу 80 на возила, на кои што претходно се остава опомена во рок од 8 дена. По истекот на тие 8 дена следува постапка каде се пишува записник и потоа исто така решение за отстранување до јавното предпријатие кое што е должно за отстранување на тој тип на возила, хаварисаните возила, и истите се носат во по одлуката за комунален ред, се дислоцираат во Новакова чешма, во магазините на ЈП Стипион, и потоа доколку прекршителите, односно собствениците на возилата, на тие хаварисани возила сакат да ги подигнат, потребно е да уплатат финански средства од 3000 денара, за да се го подигнат истото возило, назад. Од тука се упатува и апел. Затоа упатуваме апел до сите граѓани, доколку нивните возила не се во возна состојба, односно не се регистрирани, да не ги оставаат на бележаните јавни површини во централното градско подрачје, исто така и пред колективните стамбени објекти. Големиот православен христијански празник Преображение Господово денеска масовно беше одбележен во црквите, а литургија беше одржана и во соборниот храм Свети Никола во Штип. Господ рече: "Ова ви го заповедам, да се љубите еден со друг, како што и јас ве возљубив вас. И заради вас се воплотив. Бев гладен и жеден и гол, жеднејќи за вашето спасение. Поради храната што ќе биде дадена од вас, јас ќе ве наситам со вечна небесна храна. А наместо обичната облека што ќе му ја дадете на бедниот, јас ќе го облечам во нераспадлива облека." Верниците и за овој празник беа присутни во голем број. Многу убаво, многу голем празник. Многу голем празник, Преображение, многу голем празник. Се најубаво, убав празник, убав ден, Преображение смета се за најголем празник, меѓу најголемите убави празници.
За мене лично многу важен празник кој ја го славам Преображение на мажа ми и многу се убаво чувствувам на вај празник. По повод Преображение во црквата во изградба Свети Димитрий во селото Таринци, бригалничкиот митрополит господин Иларион во сослужение на свештеници од епархијата го освети, а потем беше и поставен крстот на црквата, посветена на великомаченикот Свети Димитрий. Еве денеска повторно се радуваме и го поставуваме крстот на храмот посветен на големиот светител на Светиот Димитрий Мироточив овде во Таринци. И се надеваме дека со овој крст набрзо и ќе се освети овој храм кој што ќе го собира верниот народ на светата божествена литургија, храм во кој што ќе доаѓаат сите и ќе се молат, како што вели Господ, каде сте двајца и тројца собрани, таму сум и јас, но и храм каде што се надеваме дека ќе има и венчавки и крштевки и овој храм ќе биде место каде што ќе собира, ќе обединува, ќе спасува и ќе приведува кон Христа и вечниот живот, благословувајќи го народот Божи, давајќи му сила и подкрепа и давајќи му здравје. За жителите од Таринци овој момент е од големо значење. Многу убаво. Убаво чувство, нова црква. Се убаво. Нешто убаво, нешто свето, свето нешто. Немам збор лош да кажам, се е добро. Па најубаво, што да кажеме дека е. Секи си имаме тука, што ни треба венчање, што ни кажа, значи многу убаво. Убаво значи да имаме нова црква. Сите да си присуствуваме радосно за нас убаво. Денешното осветување и поставување на крстот за градоначалникот Виктор Паунов е повеќе од голем чин. Тоа е уште еден чекор кон доближување на обновување или изградба целосна на овој свет храм во село Таринци. Таринци, освен оваа црква, нема ваква селска црква која што ќе, како што кажав, биде во корист и служба на верниците од ова населено место. Благодарам до сите добронамерници, сите кои што учествуваат во изградба на овој црковен храм. Црквата Свети Димитрий во Таринци се гради подолг период на местото на некогашната мала црква, за која граѓаните од Таринци и местниот црковен одбор одлучија дека треба да прерасне во нова и поголема. Општина Штипки ги отстранува хаварисаните возила и ги повика граѓаните сами да го направат тоа пред да реагираат надлежните служби. Побарана е и нивна асистенција да пријават вакви возила, а едно од нив до ТВ Стар пристигна експресно. Наш гледач ни испрати фотографии и ни ја посочи локацијата каде има не едно, туку неколку одложени хаварисани возила. Станува збор за тротоар наспроти бензинската станица на Лукойл, од каде службите со работа можат да започнат веднаш. Секој чест за граѓанската одговорност и намерата подобар град. Замислете плажа долга помалку од 2 километри, на која се обидуваат да најдат место неколку десети илјади луѓе. Пешкерите се речеси еден до друг, во водата тешко се наоѓа слободен простор, а за време на најголемите гужви гледките повеќе потсетуваат над голем концерт отколку на одмор покрај море. Токму по тоа е позната Дамеиша, една од најпопуларните јавни плажи во Шенжен, Кина. Долга е околу 1,8 километри и со години привлекува огромни маси посетители, особено за време на летните викенди и празниците. Некои медиуми наведуваат дека во екстремни периоди во овој простор се собирале дури околу 200.000 луѓе. За да го контролираат бројот на посетители, локалните власти користат систем на претходни резервации за влез во најфреквентните периоди. Утре времето сончево и жешко со температури до 36 степен, ветрот ќе дува со брзина од 9 км на час, влажноста ќе изнесува 33%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбинци со по 36 степени, Пробиштип 34, Чешиново, Облешево 35, Кочани исто така со 35 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 34 степен, во Пехчево и Берово до 30.
Според православниот календар, утре е ден посветен на преподобен маченик Дометиј. Католиците се спомнуваат за Самуил.